Агенцијата за храна и ветеринарство ја укина забраната за користење на водата за пиење во Валандово и населените места Чалакли, Дедели и Раброво. Според последните анализи кои денеска на пресконференција ги објави градоначалникот Ѓоко Камчев, концентрацијата на арсен е во рамки на дозволените граници и нема никаква опасност по здравјето на граѓаните. Камчев презентираше и документи со кои потврди дека во изминатата година целосно биле запазени сите законски процедури и извршени задолжителните 2 широки анализи за присуство на тешки метали. Од промената на власта во ноември месец до сега извршени се редовни периодични анализи, односно познати како широки анализи на водата за пиење, кои што како јавно-комунално претпријатие имат обврска да ги прават 2 пати во годината. За да нема забуна кај јавноста, редовните испитувања и примероци кои што се испитуваат еднаш или 2 пати во неделата во зависност од ситуацијата, немаат врска со овие периодични анализи кои што се задолжителни. За разлика од сега, според Камчев, изминатите 8 години комуналното претпријатие направило само 2 наместо законските 16 широки анализи. Тој побара од СДСМ одговор зошто не се правеле проверките и ги повика институциите целосно да го испитаат случајот. Чекам одговор од СДС антитоксична да ни дадат одговори на овие прашања, бидејќи за 8 години во кои раководија со јавното комунално претпријатие од потребните 16 периодични широки анализи на водата имаат направено само 2. Да им одговорат на граѓаните дали во тој период имаат навистина направено анализи и ги немаат заведено во архивата затоа што не им одговарало, или не се извршиле својата должност и направиле злоупотреба на службената должност сите директори кои што во тој период управуваа и раководеа со јавното комунално претпријатие во Валандово. Водата во Валандовскиот водовод беше забранета за пиење откако резултатите од редовните контроли покажаа надминување на дозволените гранични вредности за арсен. Градоначалникот Камчев најави дека во текот на следниот период ќе се прават дополнителни вонредни анализи на водата со цел континуирано да се следи нејзиниот квалитет. Зоран Ѓорѓиев за Сител телевизија.